И сега е повторно време за гости. Нашата Ирина веќе и посака топло добре дојде на гостинката која што е веќе тука, магистар Василка Димитровска, сертифициран интерпретатор на наследство. Добре дојдовте и драго ми е што за прв пат имам чест со еден ваков инструктор за наследство, интерпретатор за наследство, поточно да разговараме. Ирина, јас досега не сум чула дека има некој таков на нашиве простори и ќе ми дозволиш на почеток да ја прашам магистар Василка, што за вас значи наследството? Прво, добро утро на сите овдека во студиото и добро утро на гледачите на Алфа телевизија. Благодарност за поканата да гостувам во утринската програма на Алфа телевизија. За мене наследството значи живот. За мене наследството и природното, пред се културното наследство, бидејќи сум магистар по археологија, значи да зборувам, да пишувам, да дишам, да сонувам, да го промовирам нашето наследство. И тоа и го правам. Секоја че земја без минато не може да рачуна дека ќе има своја иднина и браво, навистина одлично. Повелете, Ирина. Благодарам, Сузе. Добро утро, еве и официјално од мене и официјално да ве представам магистар Василка Димитровска, сертифициран интерпретатор на наследство и директор на ХМУС. Она што е повод за вашето гостување овде во нашата утринска програма е тоа што ќе се случува во недела. Еден навистина интересен, интерактивен настан, насловен како љубовна приказна. Вие на еден навистина нов за овие простори, можеби за прв пат на овие простори, ќе имате можност да го представите културното наследство, презентирајќи ги љубовните приказни на градот Скопје. Ова ќе се случува, реков, во недела. Едната група е од 10 часот, втората група е од 13 часот. Да кажеме дека првата група е веќе пополнета, 12 луѓе веќе нема место. Втората група од 13 часот има можеби уште некое слободно место за сите вас заинтересирани, кои што сакате на еден ваков интерактивен начин да го дознаете животот на Скопје преку пренесувајќи ги тие љубовни приказни на Скопје и на скопјани, ама во минатото. Василка, ајде да ни кажете околу идејата за овој навистина редок, интересен проект и не е наменет овој пат за странци, бидејќи сте вие покрај сите овие што ги наброевме титули што ве наброевме, вие сте и туристички водич и за прв пат ќе биде наменет за македонци. Што значи, од каде е идејата и како ќе го представите ова културно наследство преку љубовни приказни на градот Скопје? Навистина на еден интересен начин, кажавте преку загадки. Ајде да им објасниме на гледачите како тоа ќе изгледа. Навистина, еве и мене не ми е јасно, сакам да дознам многу повеќе од вас. Да. Благодарам за овој вовед. Мислам, очигледно е дека сите се инспирирани од она што го работам, од она што го создавам, а посебно од љубовните приказни на Скопје. Јас донесов и книга, која рачно ја имам работена. Таа на мене ми е прирачник, алатка за работа. Може јас да вака да може да ја видат и гледачите, бидејќи е велам, таа на мене ми е алатка за работа, а за сите присутни учесници во овој настан ќе биде убава визуализација на сето она што ќе се случува. Прво би сакала да објаснам за самиот настан и концептот на љубовните приказни на Скопје. Љубовните приказни на Скопје како основа ја има интерпретацијата на наследството. Интерпретацијата на наследството е една моќна, едукативна, визуелна, но пред се комуникацијска алатка. Вие тоа добро го знаете во телевизијата, бидејќи нели ако нема комуникација со гледачите, со оние кои што треба да ја примат информацијата, има многу потоа има многу за објаснување. Колку е полесен тој начин на комуникација, луѓето да го восприемат наследството и полесно може нели понатаму да го пренесуваат. Исто така спомнавте дека сум сертифициран интерпретатор на наследство. Тоа е преку специјални програми на Интерпрет Юроп, најголемата европска асоциација за интерпретација на наследството, и сум плюс координатор за Македонија за оваа организација, и во следниот период ќе се потрудам што е можно повеќе луѓето да дознаат за интерпретацијата на наследството. И сите тие алатки и целата таа методологија практично е
применета овдека во овој проект Љубовните приказни на Скопје, кој што е дел од моја посебна програма, која се нарекува Storytelling Скопје. Споменавте дека јас сум директор на Хаемус, за некој ден ќе полниме 11 години роден ден и ми е многу драго што се уште живееме, делуваме и оставаме трага како Центар за научни истражувања и промоција на културата. Но јас сакав да направам нешто свое надвор од она што ката дневно го работи Хаемус и почнав да создавам една своја програма за интерпретација на наследството, која што мислам дека на многу поблизок начин ќе им го доближи наследството на луѓето, бидејќи методологијата е преку игра, преку забава, преку директен контакт и преку вклучување на самите учесници, директно нивно активно вклучување, да бидат дел од секој искуство. Затоа и овие се наречени искуства. Ова не се тури, ова е сосема еден поинаков концепт. Гамифицирано искуство. Да. Ете еден нов израз. Да. Тоа што значи гамифицирано искуство? Јас не знам колку е гамифицирано соодветно на македонски јазик, е од домакинето. Како игра, така? Му доаѓа како игра? Да, може би игрифицирано искуство е посоодветно на македонски јазик. Во секој случај тоа вклучува активно учество на учесниците кое што е проткаено низ целото искуство. Да. Тоа ќе трае 2 до 2,5 часа. Да. Така? Со загадки и со специјален материјал. Да. Така, ќе има специјални реквизити. Тие реквизити ги имате вие рачно изработено, така? Да. Наменски за ова што ќе се случува. Всушност, целата оваа програма Storytelling Скопје, која што произлезе од многу проекти на Хаемус што сме ги работеле за Скопје, сепак имаме многу книги, многу монографии. Во последните 5 години сме и консултанти на Пивара Скопје. Така да тоа се многу информации, тоа се илјадници фотографии, интервјуа со луѓе, илјадници архивски материјал, страници и така натаму. И на некој начин почна така тоа да се вообличува. Знам, тие сите што се заинтересирани можете или мене да ме прогуглаат, или работата на Хаемус, или во крајен случај Storytelling Скопје има своја веб страница storytellingskopje.com со придружни страници на социјалните мрежи, на Facebook, и на Instagram, можат да се пријават се уште, така? Да, луѓето можат повеќе да се информираат, а на исто имениот настан на Facebook, Љубовните приказни на Скопје, можат да се... Кажете ли некој од овие љубовни приказни? Да. Може ли да кажеме, еве конкретно тоа е од вашето семејство? Да. Дали вие ќе ни покажете на фотографија од 1870 година кога се родени вашиот прадедо, така? Убаво запамтив. Тоа е, ете, може да ја видат гледачите колку е оваа фотографија стара. Ако може, не знам, камерата да зумира, како да свртам, вака, вака е одлично. Ова е една фотографија на моите прабаба и прадедо, Јоше, Јован и Фанка Хаджи Гаврилови, чија што куќа била на местото на денешниот кафич или кафуле Дион, веднаш наспроти археолошкиот музеј во Скопје. И таму куќата била веројатно сигурно пред 1870 кога се родил мојот прадедо, се до по Втората светска војна кога е национализирана и тие се преселени на друго место. И практично Љубовните приказни на Скопје и започнаа како моја лична приказна да го споделам своето семејно наследство со луѓето. Арно ама, сега јас ќе покажам една друга фотографија. Минатата година со Хаемус влеговме во еден многу голем европски проект кој што се нарекува She Leaders или владетелки на Балканот, кој ги опфаќа средновековните владетелки на Балканот. Ова што луѓето го гледаат е единствената представа на кралицата Марија Палеологова, од една икона средновековна во Италија. Меѓутоа, мојот дел од работата во овој голем европски проект кој што е поддржан од програмата Creative Europe, всушност опфати комплетна обработка на незината приказна, која што започува кога таа имала 12 години, кога ја омажиле за таткото на цар Стефан Душан и дошла во палатата на Скопското кале да живее. И понатаму
целиот нејзин живот, што се случувало се до незината смрт. Јас мислам дека голем дел од граѓаните воопшто не знаат дека по археолошките ископувања на Скопското кали, на кои јас бев дел во цела 2007 година, е пронајдена средновековна палата. Таа дури е и реконструирана и конзервирана, барем во основа, а во рамките на овој проект ќе биде и комплетно 3D реконструирана, ќе може да се влезе внатре по пат на мобилна апликација, по пат на VR, виртуелна, тоа е augmented reality, значи проширена реалност со комплетна опрема и со научари, кој што ќе биде поставена во еден од македонските музеи. И сега луѓето кои што ќе бидат дел од љубовните приказни на Скопје, да, ќе можат да видат скриншотови практично. Имам посебен буклет, посебна книгичка изработено, како таа изгледа со незината облека, незините реквизити, што се употребувала и 3D реконструкција од надвор, од внатре, на првиот, на вториот спрат, на палатата. Ќе биде многу интересно, навистина како некоја игра, така? Да. Низ игра и интерактивно учество на сите учесници ќе учат, впрочем, за овие љубовни приказни дел од нашето културно наследство. Кажете ми, интересот е голем, така? Да. Овој пат е за македонци само, значи ќе биде се на македонски јазик. Колку странците претходно беа заинтересирани за ова? Работевте со нив, така, претходно? Јас и програмата генерално Storytelling Скопје или Скопје раскажува, да. Ја стартував некаде во март и немав представа како луѓето ќе имаат однос кон интерпретацијата на наследството, но имајќи во предвид дека луѓето сакаат приказни, ние растеме од деца со приказни. Приказните се првото нешто кое што го восприемаме уште како деца со цел да научиме или некои универзални вредности кои што понатаму во животот ќе ни бидат водилки и сакаат луѓето приказни и тоа е најлесниот начин да се пренесе наследството. Странците, јас прво ова љубовните приказни на Скопје го почнав за странци и го почнав со еден концепт кој што за овие 6-7 месеци многу се промени, бидејќи интерпретацијата на наследството, бидејќи е преку игра, преку забава, преку разни алатки дозволува, значи во рамките на едно искуство да се менува концепцијата. Па така од март до сега барем 4-5 пати се смени и никој пат не е исто и се разбира и искуството не е исто. Факт е дека странците се многу повеќе заинтересирани од причина што се и веќе запознаени. Што е тоа интерпретација на наследството, што се тоа игрифицирани искуства, додека ние се уште имаме да учиме и како професионалци, а исто така и луѓето со оглед на интересот кој го пројавија на социјалните мрежи, веќе пополнување на групите, сметам дека самата методологија ќе си го најде својот пат и до граѓаните. Ќе ни кажете ли дел од оние реквизити кои што вие ги правите? Дали ќе споделите што ќе има друго? Да, само да довршам за љубовните приказни, значи тие почна како еден мој трибјут кон моето лично семејно наследство со оваа приказка за Марија Палеологова ќе излегоа од локалното, прерасна во една малце поглобална концепција и не е една, мислам дека се околу 15 љубовни приказки кои што кале чаршија до другиот дел. Плоштад до Стара железничка, тука има и од ново време, значи приказни што луѓето ги паметат. Но овој дел би сакала да го завршам со тоа што оваа година Европските денови на наследството всушност беа посветени на живото наследство, на нематеријалното културно наследство во кое што спаѓаат приказките и јас ова како настан го правам повод и живото наследство кое што го почитува самата Европа, но еве и 11 години делување на мојата организација Хаемос. Да. Сега за реквизитите, ова е еден од реквизитите. Јас имам многу искуства. Имам едно посебно искуство кое што го сакаат и децата, ама и возрастните, тоа е митската авантура Скопските шумски суштества и како да ги пронедеш, каде што исто за сат и пол, 2 часа
повторно преку многу визуализација, карти, токени, исто имам изработено специјален прирачник. Учесниците учат за нашите обичаи, за нашата митологија, за нашите суштества со кои што се среќаваме уште од деца, како што се вештарка, бабарога, караконџула и многу други. Да. Што е тоа жива вода, што е тоа бајачка и така натаму, веќе тие, освен некои од нив, што се митолошки карактери, се и дел од нашиот секојдневен живот преку поговорки, преку разни концепции и слично. Традицијата, обичаите кои што се поврзани со нив, кои што се дел од нашиот катадневен живот, кој што си ги практикуваме без да знаеме дека се наследство што сме го наследиле. Што друго имав? Се не можам, многу се разни детективски приказни, да, се сеќам на пролетва Europe House и делегацијата на Европската Унија ми придоа и сака да го прослават меѓународниот ден на уметностите и занаетите, и за таа цел создадов една посебна потрага по шапката на мајстор Крон, која што се случува за сат и пол два во старата Скопска чаршија и која има за цел токму преку игра, преку забава и преку многу едукација да им ги приближи занаетите и уметностите кои што се уште постојат во стариот град, да, старата Скопска чаршија или историскиот дел или стариот град на Скопје, или тоа е Старо Скопје, тоа е Скопје до 20 век. Тоа е старото Скопје. Она друго старо Скопје пред земјотресот од 63 година. Како и да е, сите овие реквизити кои што ги има навистина многу и кои што имаат специфична примена само во одреден дел во искуството за да предизвикуваат провокација кај луѓето да подлабоко се поврзат со тоа наследство, поблиску им се приближи, ги спровоцира да истражуваат, да се поврзат со него, да го прераскажуваат искуството, понатаму самите да си трагаат. Ги работам рачно. Од цртање, од сликање, од пишување до комплетна рачна изработка. Добро. Да. И јас сум експерт од областа на наследството, сите тие техники ми се многу познати и плюс еве имам и можност својата креативна жичка да си ја изразам. Да. Веселка, многу ви благодарам за гостувањето. Овдека мораме да го завршиме разговорот, иако има уште многу што да се каже. Затоа ова нека биде повод повторно да ни бидете гостинка овде во студиото, да ги повикаме сите заинтересирани 29-ти. Останате терминот во 13 часот на ова навистина ретко за прв пат во Македонија геймифицирано искуство на културното наследство. Благодарам уште еднаш. Сузанија, тука завршуваме, ако имаш прашање, повели. Да, за жал времето не ни дозволува, јас многу нешта сакав да прашам, да речеме како се станува сертифициран интерпретатор на наследство, бидејќи вие сте ни една од малкуте, а можеби ретките единствена може експерти во областа на наследството. Кратко само ве молам. Прво се станува преку многу работа, треба да го работите тоа цел живот. А потоа јас, освен што сум носител на мартинките во УНЕСКО, лично јас и ХАЕМУС како организација сме специјално тренирани од секторот за нематеријално наследство на УНЕСКО и најсетне, значи јас пројдов многу сериозни обуки на Interpret Europe, најголемата европска асоциација за интерпретација на наследството, која што е акредитирана од УНЕСКО да ги обучува луѓето, кои што и понатаму ќе ги обучуваат останатите заинтересирани. Значи, не само што сум сертифициран интерпретатор, туку сум и сертифициран тренер за интерпретација на наследство и на драго срце тоа понатаму ќе го споделувам. Секоја чест, навистина многу среќа ви посакувам во секоја авантура во која ќе навлезете трагајќи по нашето наследство.